Vrzúva, vrzúva. Dva crveni brega. Pušta jedna planina, druga planina povrzúva. Kamen svitkuva, most. Isplovúva, zaplovúva, letnúva i sletúva. More. Poglednúva, vodno se šíri. Svitkuva, izvitkuva. Ploštad, grad i na. Gradina. Gorengrad se podava, dodava, protegnuva, pristignuva. Nebo. Zatemnuva, stemnuva, svetnuva. Posine, zatopli, v crvi, duvna i zamirisa. Skopje. Ovaj grad graka. Ovaj grad graba. Ovaj grad krade, rastura, ramni, ni mesto za roman. Ova prokleta varoš so koja si sroden. Skopje među dve pesni. Skopje među ljubovta i омразата. Љубовта е последица на градителството. Омразата е последица на недостаток на паметење. Во Македонија постои се освен заборав. Тоа го знаат македонците, тоа го знае сиот свет. Но најдобро тоа го знае македонската земја и македонскиот камен. Овоплотени во македонска архитектура, тие се сеќаваат за најмалку 10.000 години цивилизација. Македонија е најстарата држава во Европа. Може би затоа големата компанија на ентропијата се обиде во последниве 100 години да пласира еден експеримент кој може би еднаш некогаш ќе биде испечатен во историја на заборавот. Но сепак експериментот не успеа. Фокусот на експериментот беше главниот град на Македонија, Скопје. Во овој град и преку физичко уривање и преку несреќите што ги донесе статистичката веројатност или судбината, а најмногу преку образовниот систем, се создаде можност да има луѓе кои и можат да заборават. На еден дипломатски начин, како што доликува на народ со најстара држава во Европа, некаде во последната четвртина на 20. век се појави активно и агресивно синтагмата Старо Скопје со референца на 20. век. Се разбира дека тоа не може да го прифати ни земјата, ни каменот, ни луѓето што знаат. Но тоа беше неопходен потез за возобнова на сеќавањето, за активирање на гласот на крвта. На ова место, во центарот на градот, каде што се наоѓа споменикот на возобновата, жар птицата која на секои 500 години се возобновува, како што Скопје после секои 500 години и доживеан катастрофален земјотрес се возобновува, пијам кафе со љубезноста на домаќинот. До мене се два предмета со иста намена. Овој филџан, кој е произведен во 21. век, и ист таков
кој е произведен најмалку 8000 години пред него. Грамотноста на овој предмет во однос на овој, иако е направен со понесовршени средства, квалитетот на предметот од младото камено време го надминува во се поинвентивност на овој предмет. Внимавајте во однос на функцијата. Овој предмет е тешко да подигнете со оглед на тоа дека оваа рачка, иако суштествува, таа и не може да биде во функција доколку не сте моќен во раката. Но овој предмет со голема леснотија можете да го подигнете со оглед на тоа дека широчината на неговата рачка, произведена и измислена во младото камено време, што значи најмалку 8000 години наназад, кажува на инвентивноста и грамотноста на скопјани кои го населувале овој град. Затоа, големата мајка, најдена на неолитското наоѓалиште во Говрлево, заштитничката на Скопје, која денес ја именуваме како Богородица и се уште е заштитничка на тој град, ја покажува упорноста на оваа цивилизација и вистинската старост на овој град. Овој град е невозможно да се вика Старо Скопје и да има референца на 20 век. Овој град може да се вика Старо Скопје доколку реферираме на времето на големата мајка и црвениот Адам од Говрлево, најголемото археолошко откритие во 2000 година на преминот на векот, откриено од археологот Милош Билбија од музеот на град Скопје. Овој човек е замислен, веројатно заради тоа што се уште се развива експериментот на заборавањето. Но тој во неговата замисленост сепак е спокоен. Тој верува дека гласот во крвта кај нас ќе проработи и скопјани ќе се сетат на она што многу добро го знае земјата, многу добро го знае каменот и многу добро го зачувала архитектурата, која допрва ќе откриеме и која ќе ни го отслика светот на вистинското Старо Скопје. Кога зборуваме Старо Скопје, веќе еднаш спомнав, смешно е да реферираме на градот од 20 век по Богомладенецот. Треба да зборуваме за еден од најстарите градови на светот. Скопје, според сеќавањето на почвата, според сеќавањето на каменот, според сеќавањето на артефактите, знаците што не ги оставиле нашите древни скопјани, може да се датира до 10.000 години пред нашата ера. Тоа е приближно периодот кога во светот започнува цивилизацијата. Што значи цивилизација, почитувани? Тоа значи дека вие, како човечко суштество, сте престанале со животот во прогон, односно номадско преселување по желбата на стадото од кое што вам ви зависи животот и исхраната. Туку решавате да превземете се по свое, да седнете, да востановите место, да почнете да го обликувате и да создадете архитектура. Токму тоа ни го говори големата бремена мајка од Говрлево. Таа, како што забележувате, стои, односно седи достоинствено на едно место, го закрива, го одржува, го штити и го обликува. Таа и самата за себе не смета дека е некој кој поради прогонот од утре до вечер, следејќи го животот како останатите животни, како потрага по храна, таа вели, сега е прашање на достоинство и прашање на облик и форма со која што јас ке се представам пред светот и ке учествувам во него. Затоа,
Таа приредува фризура за себе, приредува шминка за својот лик, се украсува со за тоа време скапоцени предмети, гердан, белегзи, облекува фустан, кој го представува и зачетокот, метафората на првата куќа и архитектура. Таа станува владетел на младото камено време на Скопје и таа е првиот владетел на Скопје. Внимавајте, незината власт трае најмалку 5000 години. 5000 години има мир во оваа котлина. Четвртата димензија во овој материјален свет е нематеријална, тоа е времето. Меѓутоа, за да можете времето на одреден начин да го владеете, да можете да извлечете поука од него, ви е неопходна третата димензија. Третата димензија е единствениот инструмент кој го создаде цивилизацијата и кој на најефикасен начин го чува времето. Кога ќе исчезнат сите други записи, архитектурата, што е само друг израз за просторот, може да ви каже како некогаш се живеело. Се разбира дека е понапорно колку подлабоко назад копате во минатото. Цивилизација во Скопје суштествува од мигот кога скопјани решаваат тоа што е наоколу како материјал, земја, камен и дрво, да го обликуваат во архитектура, да создадат нов знак во природата. Но и местата на кои треба да никне архитектурата имаат повик за да се создаде град. Оваа котлина многу одамна ги повика луѓето да останат овде и да почнат да го обликуваат и да го дорошуваат делото на демиургот. Се наоѓаме пред остатоци од неолитскиот град Скопје. Внатре во гледаме растурено огниште, гледаме една печка, постојан оган, која е на уметнички начин обликувана, гледаме остатоци од ѕидови, места каде што стоеле столбовите, растурени предмети од покуќнината. Ако внимателно загледате, ќе забележите дека стандардот на скопјани од периодот на неолитот не е ништо поинаков од стандардот на скопјани денес. Во која смисла? Сите проблеми околу секојдневноста на живењето се решени. Скопјани имаат маси, имаат столици, имаат предмети и покуќнина за секојдневна употреба и исто така скопјани умеат да се однесуваат и облекуваат. Скопјани знаат да размислуваат и да философираат за животот. Скопјани знаат дека се на светот е поврзано и гледаат кон звездите, токму онака како што Адам одговрливо замислен ја наблюдува иднината. Ние се наоѓаме во музеј на град Скопје. Пред нас имаме артефакти од материјалната култура на раниот неолит. Имаме керамички печат. Да се има печат, тоа значи да имате организирано општество, тоа значи да имате писменост, да имате култура, да имате јазик, да имате контрола на одредени информации, да давате дозволи и да забранувате некому,
нешто да потврдува или да не потврдува. Кој е тоа општество кое според датирањата на археолозите некаде около 6000-7000 години пред наша ера го измисли овој печат керамички од Гврлево. Ако знаеме дека во Македонија се живее около 600.000 до 160.000 години пред наша ера, а според антрополошките истражувања на германските антрополози со поегзактна метода е утврдена староста од 260-240.000 години пред наша ера. Ако знаеме дека писменоста со јазични единици кои се многу слични на сегашниот македонски литературен јазик, датират некаде со 17.000-15.000 години пред наша ера, со поегзактни некои методи 13.000-11.000 години пред наша ера, тогаш навистина се поставува прашањето која е таа популација која живеела во Македонија, а создала таква една огромна писмена традиција и која фрла сосема поинаква светлина на целокупната материјална култура на неолитот, не само во Скопје и околината, туку воопшто во Македонија, на Македонскиот полуостров и пошироко. Ако имаме предвид дека дешифрирањето на овој печат дава податоци за две азбуки, јавната и тајната. Јавната азбука тоа е скоро идентична со сегашната наша кирилица, а тајната азбука е идентична со сегашната латиница. Значи, во еден печат имаме доказен материјал за присуство на две азбуки во времето на раниот неолит или, поегзактно речено, крајот на мезолитот и почетокот на неолитот. На печатот децидно стои сл, сбо, см, кој може да има две конотации. Сал со Бога сум и сал со Бога сам. Значи, јас можам да бидам сам со Бога и да медитирам, а може да биде Господ со мене и јас да бидам со Господ, а тоа веќе говори за религија, говори за верување, говори за митологија на древните македонци. Според дешифрираниот текст на глинената плочка од Градешница, со тој период од около 5000 години пред наша ера, покрај Дунав, владеел зетот Пир Македонски. Македонски е придавка од именката Македонија. Тој е најдобар доказ дека македонците го носат своето име на народот, на јазикот и на државата најмалку около 7000 години. Од сите подоснежни создадени етникуми или народи, единствено македонскиот народ до ден денес го зачува името на државата, на народот и на јазикот. Археолошките истражувања од Тумба Маџари во своите слоеви откриле доста драгоцени податоци во врска со култот на големата мајка Божица. Во овој случај имаме неколку фрагменти и зачувани
комплетни антропоморфни фигури на големата Божица мајка со долен дел во вид на објект на куќа, што значи се работи за заштитничка на древномакедонската куќа, на древномакедонското огниште, на плодноста. Култот на големата мајка, Божица, или како што ја викат мајката Ма, во Македонија и воопшто на македонскиот полуостров е присутна од крајот на мезолитот, почетокот на неолитот, па се до крајот на бронзеното време. Древните македонци пишувале на тој така наречен континуиран јазик, од десно кон лево, во одредени комбинации од горе надолу и од долу нагоре. Таквото пишување го среќаваме на различни садови, на керамички плочи, на глинени плочи, на скиптри, на камени изделија и така натаму. Во овој случај имаме еден ексклузивен материјал од средниот неолит, од Тумба Маџари, во кој на еден бел сад, на самото грло на садот, зачувани се елементи, јазични елементи, во кои што можеме да ги препознаеме буквите К, буквата О, буквата А. Од десно на лево, на овој фрагмент, децидно можеме да прочитаме К. Нормално тоа е фрагмент од надписот кој постоел околу целокупниот сад. Такви надписи може да се сретнат и на други садови, на урни, на дното на урните, на самите ѕидови на садот, на некои артефакти, како што се антропоморфни фигури или како што се жртвеници, конкретно на жртвеник еден кој нормално не потекнува од Скопското подрачје, тука некаде од Анзебегово. Тој жртвеник е карактеристичен што од сите страни има древномакедонски надпис, а самите ногарки на жртвеникот се направени во вид на култот на сонцето, значи зракасто се изработени самите отвори. На ова возвишение среќата доаѓа сама. Се извинувам, на ова возвишение среќата доаѓаше сама. Бидејќи во моментот кога сликаме е 21. век по Богомладенецот. Меѓутоа, среќата денес не доаѓа сама. Среќата мора со напори да се донесе, бидејќи начинот по кој што правевме архитектура и ја почитувавме почвата, веќе е заборавен после втората половина на 20. век. Затоа, ако ја применуваме така и во таа глаголска форма, реченицата важи само назад пред 21. век, пред новата ера. Се наоѓаме на Катланово, едно од скопските населби од младото камено време. Зошто дојдовме овде? Не за да покажеме дека младото камено време ги направи сите убавини за да може секојдневноста не да биде поднослива, туку да се ужива во неа. Туку да подсетиме дека на ова место суштествува доказот за првиот бањски туризам воопшто во историјата на човештвото.
организиран бањски туризам со оглед на тоа дека во низа од 9 базени од некогашниот извор на Катлановската бања тече еден канал кој ги исполнува базените се до утоката во Пчиња. Ако гледате се сиво сега, тоа е поради недоветноста на македонците од 20 век кои го каптираа изворот и го пренесоа преку цевка во бањата, не дозволувајќи природно водата да го прави она што природно водата и го прави. Затоа, наместо сивило, доколку водата и понатаму течеше, ова ќе беше Скопското памук кале. И има уште една важна работа која неолитот нам ни ја остава како сеќавање и како корекција на секојдневното размислување за историјата на светската цивилизација. Затоа ќе се префрлиме на еден не толку далечен локалитет во однос на ова место. Ве замолив за трпение и ви ветив дека ќе ви покажам еден куриозитет кој можете да го најдете само во македонскиот неолит. Куриозитет кој сериозно ќе влие на поредокот, на историскиот поредок на западната цивилизација. Имено, западната цивилизација љуби да не убедува дека монотеизмот започнува со славната, легендарна и генијална личност на Мојсей некаде 1500 години пред новата ера. Најновите археолошки истражувања што се направени во Египет и читањата на хиероглифските написи кои ги има во изобилие укажуваат на еден факт дека монотеизмот започнува најмалку половина век пред Мојсие со оглед на тоа дека египетскиот фараон Ахенатон решава со моќта која му ја дава фараонската титула на богочовек да прекине со политеизмот и во Египет да воведе монотеизам со сите последици по него и по неговата жена Нефертити, која не е египјанка, а доаѓа на север од Египет. Меѓутоа, ако и сето ова може и со право го сметаме како археолошки факт, тогаш што да речеме за култот на сонцето кој во Македонија е одгледуван најмалку 8000 години. На ова место на кое што во тоа време среќата доаѓала сама, неолитскиот македонец, скопјанецот, сет потес на Катлановскиот рид го бележи со соларни символи, со култот на сонцето, во периодот кога во Македонија суштествува монотеизам кој на врвот на дискот на сонцето ја поставува големата мајка. Може би песната "Колку прекрасно светиш на врвот на небото, ти сонце на животот, што прво го роди животот", песната која испева фараонот Ахенатон, е некоја древна последица на говорната традиција која доаѓа од овие краишта цивилизирани и писмени и со пораки кои ги оставаат во каменот за и времето и земјата да се сеќаваат на нив. Скопје е древно и во Скопје почнува монотеизмот. Не почнува во Египет. Неолитско Скопје не е еден град. Станува збор за мрежа од населби кои ја обиколуваат Скопската котлина и практично широк слив делта на реката Вардар. Средината во која што денес се наоѓа најголемиот дел од Скопје од 20 век фактички представува низа од езера кои завршуваат кај Катланово. Затоа неолитските градби ќе ги најдете на возвишенијата од среќа на кои што се зачипчува населението. Таор, Катланово, Зелениково, Говрлево, Горниот град, Чаир, се тоа места каде што имаме регистрирано древномакедонски неолитски населби. Кога завршува првиот воен судир по првата средба со разновидната гнасотија на војната, скопјани решаваат да се лоцираат и концентрираат на едно место каде што ќе можат да се бранат. Местото е на устието помеѓу Вардар и реката Лепенец.
Приказната започнав со еден необичен предмет. Чаша за напиток за задоволство во неголема количина. Овој предмет е сочинет кон крајот на 19. век. Тоа значи приближно 8000 години по онаа прва малечка вазна направена од земја. Што значи ова? Не само упорност на еден дизајн, не само упорност на една традиција, туку совршенство во методологијата, инженерскиот пристап, технологијата и реализацијата. Тоа можете да го видите посекаде дури и денес низ денешниот живот во Македонија. Не толку одамна, познатата телевизиска компанија British Broadcasting System направи емисија за совршен дизајн во која што смести неколку предмети производ на крајот на 19. и почетокот на 20. век и се повхали дека тие предмети приближно околу еден век останале непроменети во својата функција и во својот облик. Оваа чаша, овие куќи наоколу, овие предмети што ги гледате, покажуваат дека македонскиот неолитски дизајн, покажуваат дека Скопје од неолитот до денес се нема променето во основните карактеристики на структурирање на дневниот живот, животот кој е замислен за задоволство и среќа. Истите куќи, истите столици, истиот начин на производите кои дава почвата и кои се подарок од Севишниот. Затоа, Скопје од неолитот до денес останува со една длабока врска и поврзаност не само по основните постулати на освојување и прилагодување на земјата кон потребите на човек, туку и кон начинот по кој што се ужива во дневната структура и по начинот по кој се сонува за безсмртноста на македонската цивилизација. Овој град од почетокот е заштитен од големата мајка. Веќе 10.000 години тој е заштитен од истата заштитничка без оглед на тоа што денес ја именуваме како Богородица. Овој град е вечен град и далеку и подлабоко вечен во однос на познатиот вечен град Рим.